Граѓаните на Куманово се почесто имаат поплаки заради нередовното изнесување на смет, иако плаќаат за услугата на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Во одделни делови од градот контејнерите не се празнати по повеќе од 2 седмици. На седницата за советнички прашања, советничката Моника Марковска праша како поскапувањето на нафтата и нафтените деривати ќе се одрази врз финансиското работење и оперативните трошоци на комуналното предпријатие. Директорот Сашо Томиќ кажа дека предпријатието се соочува со огромни проблеми, особено што со зголемувањето на цената на нафтата и на минималната плата, трошоците на Чистота и зеленило само по овие два основа ќе бидат зголемени за околу 2 милиони денара. Месечно ние трошиме месечна фактура за нафта, нафтени деривати, значи трошиме некаде од 1 до 1.200.000 денари. Ако земе во обзир поскупувањето сега што се случи последниот период за 30 до 35%, правиме калкулации, значи очекуваме зголемување на трошкови за нафта за некаде од 350 до 500.000 денари. Ако на ова додадеме, значи очекуваното зголемување на плати следниот месец, минималната плата што мора да зголемиме на вработените, тоа направивме пресметки, значи зголемување ќе не биде од 1.300.000 до 1.500.000, овие 400-500.000 за нафта. Значи, ние од следниот месец ќе се соочиме со сериозен проблем во нашето секојдневно функционирање и работење. Значи, трошковите само врз основа на овие два основа ќе ни се зголема за некаде 2 милиона денара. Сега не ни се формирани управните надзорните одбори, се уште не може да излеземе пред овој совет со завршна сметка, со последниот квартал. Значи, во разговор со градоначалникот, со претседателка на совет, ние планираме некои моменти, не би сакал сега овој момент да разговарам, што ви правиле и како ви правиле, значи ние и онака до сега имаме сериозни проблеми во наше финанско и секојдневно работење. Што ќе правиме, како ќе правиме, кога ќе дојде време кога ќе се формираат надзорни управни одбори, како што реков, ќе излеземе со конкретен план и анализа и ќе бараме поддршка од советот, зашто проблемите во јавно предпријатие Чистота и зеленило се огромни. Благодарам. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека потврдите заплатените санкции од сообраќајниот систем Безбеден град, кои ги платиле во банка или електронски, нема потреба да ги носат во полициска станица. Системот на МВР автоматски е поврзан со системот на Министерството за финансии, а при тоа граѓаните се должни при уплатата да ја пополнат уплатницата како во правната поука на записникот, а тоа значи дека треба точно да се внесе единствениот број од записникот во делот повикување на број и целна дознака во уплатницата. Институтот за јавно здравје информира дека во текот на 16-тата недела од годинава, односно од 13 до 19 април, во Македонија се пријавени 109 случаи на групни пријави за заболени од грип или заболувања слични на грип. Според надлежните што се однесува до Куманово, во текот на 2026 година вкупно биле регистрирани 845 случаи на грип, од кои во април само 10 заболени од грип, а во март 32 случаи. Во сезоната 2025-26, односно од октомври лани до сега, во Куманово вкупно се евидентирани 1167 заболени од грип, информираат од Институтот за јавно здравје. До крајот на годинава ќе се реализираат уште 3 дополнителни проекти за паркинг во Б зоната. Докаде е постапката за реализацијата на веќе одобрените проекти во оваа зона, од изјавата на директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг Андреја Мачовски. Со оглед на тоа што ЈП Куманово паркинг има изработено и одобрено проекти за воведување на зонско паркирање Б зона на повеќе локации во градот. Прашањето ми е кои активности преостануваат и во кој рок се очекува комплетно воведување на Б зоната, како и за колку проекти се чекаат сообраќајни решенија, а со оглед на тоа што предстои летен период, кога се очекува зголемен број инострански посетители во градот, како планира да го реши плаќањето на зонското паркирање за корисници кои немаат македонски телефонски број. Дали е предвидено воведување на апликација, картички, како и сите останати председателка, QR кодови или веб плаќања. Второто прашање до ВД директорот на ЈП Водовод Куманово.
Дали јавното предпријатие има капацитет како јавно предпријатие самостојно да реализира изградба на водоводна и канализациона мрежа, особено помали инфраструктурни зафати, или за истите е неопходна поддршка од општината и надворешни извори на финансирање? И третото прашање. Врска со зонско паркирање за Б зона, проектите кои што беа веќе готови се пуштени на повторно обновување, бидејќи е истечена лиценцата од сообраќајниот инженер кој го изготвил тој проект. Исто така и овластувањата од СВР Куманово имаат важност од 1 година и затоа е пуштено од почеток целата процедура да се преработи, доколку има промени некои нови во законите, да се усогласат истите и тие. Очекуваме дека до крајот на ова, односно во најбрз можен рок, можеби во наредните 2 месеци, сигурно ќе постапиме со воведување на Б зона, бидејќи само тоа немаме никакви пречки. Во врска уште колку проекти се очекуваме, значи во изработка се моментално пуштени од општината ги изготвува новите проекти, кои што е надовржување на улицата Кирил и Методи од Пионерски дом до крајот, Ореовлад и позади Стокомак на Октомвриска револуција. Тоа се трите нови проекти кои ги очекуваме да ги изведеме до крајот на оваа година. Во врска со зонско паркирање за странци, веќе се работи на апликацијата, како што спомнав и пред неколку седмици, завршена е, во теке изработка, завршена е тендерска постапка за изготвување на нови знаци, каде што на самите знаци ќе има поставено QR кодови, како што и вие прашавте, и ќе има олеснување за сите странци кои што доаѓаат, дури и за нашите граѓани тука, со самото скенирање со телефон, директно ќе ги насочи кон апликацијата со наплата преку картичка, да немаат компликации и да им биде многу лесно. И годинава во Центарот за култура ќе се организира семинар за традиционална музика и игра на 27 и 28 април со почеток во 18 часот. На мастер-класот од традиција до сцена предавачите ќе бидат различни по израз и експертиза, богато портфолио и креатори на сцена. Станува збор за Денис Инадиновски, етнокореолог и модератор на семинарот, Теодора Стојановска, етнокореолог и играч во танец, Бојан Петковски, етнокореолог и активист за заштита на културното наследство и Мартина Максимовска, етнокореолог и пејач во танец. Семинарот е поддржан од Министерството за култура и туризам како проект од национален интерес за културата за 2026 година. Се планирали подобрување на патната инфраструктура и евентуално забавување на сообраќајот со поставување на така наречените лежички полицајци во Доброшане. Одговор од надлежните побара советникот Александар Трајковски. Во интерес на подобрување на инфраструктурата и безбедноста на граѓаните, сакам да поставам неколку прашања кои се однесуваат до урбанизам и урбанистичкото уредување и сообраќајните решенија во одредени делови, конкретно за јужниот дел Доброшане, Вера, Которка. Првото е дали, пошто имаше некои во претходниот период излегување на терен, дали општината располага со изготвена техничка документација за улиците околу просторот, околу црквата Свети Ѓорѓија во Доброшане и доколку постои во која фаза. Второто исто така се однесува за техничка документација дали постои за Елица Тодоровска Звисла и Стојан Селјо. Тоа се првите два крака од улица Козјачка на самиот влез во населба Вера Которка веднаш после Детоју. И третото прашање се однесува во однос на барањата за поставување на лежичките полицајци или други сообраќајни решенија. Па ме интересира дали имаме предвиден временски период од поднесување на барање до негова реализација, и кои институции и служби се вклучени во ова цела постапка и како трае? Постапката за вградување или реализација на проектот Лежичи полицајци трае малку подолго време, од едноставна причина затоа што општина има ограничен буџет.
Потребно е да се изготви техничка документација, истата се работи од лиценцирана фирма за сообраќајни проекти, на истата е потребно да се изготви ревизија. Како такви документации ги испраќаме до МВР, до сектор за сообраќај, за да добиеме согласност од нив, и потоа истите согласно тендерот, доколку имаме на располагање средства, се дава налог на фирма која го има тендерот и тогаш истите се вградуваат. Има многу барања за лежачи полицајци, постапки се водат секојдневно, така да во моментот се направени сигурно околу 15 проекти кои во иднина треба да бидат имплементирани. За наредните проекти кои што ќе бидат изготвени потребно е повторно да се распише тендер. Општина има обезбедено средства согласно програма за уредување на градежно земјиште, така да тендерската постапка ќе биде распишана овие денови, за да во иднина бидат изготвени нови проектни документации согласно барањата на граѓани, согласно укажувањата од страна на МВР каде има потреба и секако од теренските согледувања на самиот сектор кој секојдневно е на прави увид на одредени локации по барање на граѓани. Значи приоритети се определуваат од неколку аспекти. Најбитно е од се училиштата да бидат заштитени. Потоа одиме со други локации. Што се однесува до проектните документации што не знам дали се изготвени, мислам дека има одреден дел на инфраструктурни проекти за Доброшане. Мислам дека околу црква има изготвено проектна документација, за оваа друга улица мислам дека нема. Во соработка со Асоцијацијата Алзас Македонија, општина Куманово изврши замена на старите прозорци со нови енергетско ефикасни ПВЦ прозорци во подрачното општинско училиште Толис Ордумис во село Режановце, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Во Уметничката галерија утре вечер со почеток од 20 часот ќе биде отворена изложбата Помеѓу одразите од авторот Слободан Милошевски. Изложбата е составена од 20 скулпторски дела од галериски формат, создадени во последните неколку години. Милошевски досега има реализирано 39 самостојни изложби, а учествувал на повеќе од 100 групни изложби во земјава и странство. Добитник е на 18 награди и признанија. Кумановската публика ќе има прилика да ја посети изложбата до 4 мај. Вредноста на синдикалната минимална кошница за април годинава изнесува 68.797 денари и во однос на мартовската е зголемена за 979 денари, соопшти Сојузот на синдикатите на Македонија. Зголемувањето на вредноста на синдикалната минимална кошница за јануари, февруари, март и април годинава изнесува 3305 денари, информира ССМ. Управата за јавни приходи ги потсетува сите даночни обврзници кои имаат обврска да поднесат даночна пријава за данок на додадена вредност образец ДДВ 04, дека законскиот рок за поднесување на пријавите за даночните периоди од 1.1 до 31 март годинава и од 1 март до 31 март годинава е 25 април. Со оглед на тоа што 25 април е неработен ден, крајниот рок за поднесување на ДДВ 04 пријавите се поместува на 27 април, односно понеделник. Според податоците од вчера, од вкупно 42.605 очекувани пријави, досега се поднесени 13.934 пријави, што представува 32,71% од вкупниот број на очекувани месечни и тримесечни ДДВ 04 пријави.